Да се работи на меѓународна промоција на македонските сорти, бидејќи привлекуваат големо внимание со својата убавина. Порачаа меѓународните судии на 7-та државна и меѓународна изложба на украсни птици и мали животни, која викендов се одржува во текстилното училиште во Тетово. Една од целите на оваа изложба е промоција на 3 македонски автохтони сорти. Ова е македонската масарка, а под неа е гулабот дунек. Тука е и шарпланинскиот пејач. Допрева треба да предстои меѓународна промоција на овие домашни сорти. Свака поедина држава. Секоја држава треба прво да ги презентира своите автохтони сорти. Тоа се птиците кои настанале на местата каде што ние живееме. Тешко ќе им бидеме конкурентни на странците кои стотина години па и повеќе работат на развој на своите сорти. Она што треба да ги представува македонските одгледувачи се украсните птици кои се веќе долго време на овие простори. Оценувачите се особено задоволни од квалитетот на експонатите од домашните сорти, со кои велат може да се постигнат врвни резултати. Солиден квалитет имаме, добар, значи одгледувачите чуваат добри примероци. Треба да карактеризираме некои работи, да ги досовршиме, за да можеме и да се надпреваруваме и надвор од нашите граници, бидејќи вистина имаме добри и прекрасни примероци. Одгледувачите велат дека покрај љубов и хоби, со професионалното занимавање со украсни птици може и добро да се заработи. Зависи од квалитетот, меѓутоа сигурно од квалитетна птица од 20 евра пар па нагоре и до 100 и до 200 евра. Од некои 50 евра квалитетна птица 50 евра и повеќе. Значи квалитетна зборуваме и во раса и во форма, во све. Нема врска тоа, крупна ситна сорта, значи сите само квалитетот, значи, претежно се гледа на квалитетот. Цената е иста. Има сега некои поретки птици што се понедостапни или бои, се поскапи нормално. Тие што се подостапни бои и раси, тие се поевтини, ради достапноста на самите птици. Организатор на изложбата е Сдруженијето на одгледувачи Диамански петел. 50 разни видови на експонати, доминираат разни видови птици и животни кои што имаат потекло од можеби целиот свет, но посебно внимание насочено кон одгледувањето, односно презентацијата на нашите македонски автохтони раси. Голема благодарност првенствено до активистите на нашето здружение, сите оние кои што навистина со еден ентузијазам пристапувајќи кон одгледувањето на овие украсни птици и во поставувањето во самата активност што го имаме некако здружение. Еве оваа година навистина со една подобра организирана поддршка од локалната самоуправа на општина Тетово, која што должиме навистина една голема благодарност. Еве се надеваме дека и во идниот период, како што соопшти од локалната самоуправа, дека оваа изложба ќе ја подигнеме на едно повисоко ниво. Од годинава функционира и Македонскиот сојуз, а се работи на неговото приклучување кон европското семејство на одгледувачи. Тогаш нашите сорти ќе можат да се представуваат и на големите европски изложби.